Сакал да го честитам овој голем православен христијански празник по Војавление Водици на сите православни христијани. Не посакам како што е редот здравје, среќа, нели? Успех, мир, она што име на сите нас потребно, но и на сите граѓани, се разбира, кои што не го слават овој денешен ден, да се наши сограѓани во оваа наша Македонија. Нека ни донесе пред се здравје овој ден, да бидеме спокојни и мирни во душата, бидејќи тоа е најважно. Здрав човек и мирен човек може да направи се. Така, и да му го честитам, нели, овој прекрасен момент на паќачот на крстот. До овој момент не успеав да дознам кој е името и кој е среќниот и благословен кој што успеа тоа да го направи денеска. Но еве и на него и на неговото семејство и на сите останати да им посакам пред се здрави. Благодарам. Да има претеници од власта кои што простапуваат избори. Па мислам дека не би имало човек во парламентот кој не посакува, рационален човек кој што сака добро на Македонија, а да не посакува избори, но оние полукриминални групи кои што високото раководство на СДСМ и ДУИ ги контролираат и се дел од македонското подземје, веќе почнуваат да вршат притисок во тие пратеници. Јас сум уверен дека тие ќе останат достојни, бидејќи борбата за Македонија нема цена, а криминалците еден ден ќе зажалат за ова што го прават. Ви благодарам. 230 милиони евра потрошија минатата година народни пари, елем. Од тие сигурно 50 милиона завршија во приватни џебови преку тендери во 4 очи. Акумулациите се на минимално ниво, односно како што никогаш до сега не биле, на историски минимум. Само последните месеци половина од минатата година увезува за 50 милиони евра струја и вие зборувате сега, односно СДСМ зборува за вишоци. Станува збор за најкриминалното раководство на АД, поранешно Елем, денешно ЕСМ, и веднаш после промената на власта, јас ви гарантирам дека тие луѓе силно ќе одговарат за ова што го прават на Македонија и на македонскиот народ. Благодарам.